Единствениот тетовски представник во европските купови, екипата на Шкендија, утре го започнува настапот во квалификациите за Лигата на Европа. Противник во првото коло на тетовските фудбалери ќе им биде представникот на Молдавија, Дачија од Кишињев. Шкендија минатото лето беше на прагот од пласман во групната фаза на Лигата на Европа, но во четвртото коло беше поразена од белгиски Гент. Од тетовската екипа се надеваат дека и оваа сезона ќе го повторат тој успех и ќе имаат долго европско лето. Шкендија оваа сезона ја започнува со нов тренер. Ќати Посмани беше назначен за нов шеф на стручниот штаб, а има промени и во играчкиот кадар. Од екипата се заминаа голманот Марко Јовановски, искусниот Артин Положани како и офанзивецот Демир Имери. Иако имаат важечки договор со Шкендија, тренерот Османи изјави дека нема да смета на странските засилувања кои ги донесе претходниот тренер Томас Бардарич и останува на раководството на клубот да одлучи за нивната иднина во тетовскиот прволигаш. Од друга страна, во екипата пристигнаа тројца нови фудбалери. Голманите Беким Реджепиот Тетекс или Равдилиот косовскиот прволигаш Лапиот Подуево, како и албанскиот дефанзивец Олси Теќа од Тирана се фудбалерите со кои Османи ќе се обиде да го освежи постоечкиот играчки кадар. Шкендија низ историјата 5 пати има учествувано во европските купови и до сега има одиграно вкупно 16 надпревари. Тетовската екипа има забележано 5 победи, 4 пати одиграла нерешено, додека на 7 надпревари била поразена. Фудбалерите на Шкендија постигнале 12 голови, додека противниците 19 пати ја погодиле мрежата на тетовската екипа. Надпреворот помеѓу Шкендија и Дачија ќе се одигра утре со почеток во 18 часот на стадионот Младост во Струмица.